Италијанската компанија Технохозе, која во Македонија е регистрирана под името Витек Македонија, денеска постави камен темелник на вториот објект, технолошко-индустриската зона Скопје 1 во Бунарџик. Ова е веста на денот со која ги започнуваме денешните вести. Останете со нас. Изложба на фотографии, енергетска ефикасност во секторот домување. Денеска е светскиот ден за пристојна работа. Поемата Азбукословенецот ја доби наградата Григор Прличев. Пресконференција по повод светскиот ден за пристојна работа одржа Сојузот на синдикати на Македонија. Владата заедно со социјалните партнери континуирано вложуваат напори за создавање на услови за пристојна работа и достоинствено на трудот. Томислав Атанасовски. Оваа година светскиот ден за пристојна работа се одржува по 6-ти пат. Во 2007 година, согласно агендата на Меѓународната организација на трудот, усвоена во 1999 година, организациите Global Progressive Forum, Social Alert, Solidar, како и Европската конфедерација на синдикатите ЕТУЦ, со цел враќање на достоинството на трудот, формира Алијанса за достоинствен труд. Одзивот на синдикатите на работниците во голем број земји во светот беше голем, така што Меѓународната конфедерација на синдикатите од 2008 година 7 октомври го прогласи и го одбележува како Меѓународен ден за пристојна работа или за достоинствен труд. Владата на Република Македонија заедно со социјалните партнери континуирано вложуваат напори за создавање на услови за пристојна работа и достоинство на трудот. Во таа насока во 2010 година во Република Македонија беше подпишана Националната програма за пристојна работа 2010-2013 година, во која се содржани предвидените дејствувања за остварување на пристојна работа и тоа во областа на вработување, социјалната заштита, работните услови, социјалниот диалог, меѓународните стандарди на трудот и половата еднаквост. Пристојната работа во Република Македонија настојуваме да ја реализираме и да ја празнуваме со дела, а тоа значи отворање на широки можности за реализација на 4 основни концепти кои се поврзани со програмата за пристојна работа, а тоа е создавање и креирање на нови работни места, гарантирање на работничките права, проширување на социјалната заштита и промовирање на диалогот за решавање на конфликтите и развој на социјалниот диалог. Активиравме широк процес на донесување на низа национални стратешки акти, почнувајќи од Националната стратегија за вработување, Националната стратегија за пристојна работа, акциските планови за вработување, акциските планови за вработување на млади луѓе и еден цел комплекс на закони, почнувајќи од Законот за минимална плата, Законот за европски работнички совети, Законот за мобинг, измените дополнувања во Законот за безбедност и здравје при работа, како и имплементација на исклучително значајни 19 директиви од Европската унија. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов изјави дека покрај програмата за пристојна работа 2011-2015 година и донесување на клучни закони од оваа сфера, од посебно значење е и последната мерка на владата за вработување на 1600 вработени и зголемување на платите во јавната и државната администрација за 5% од октомври 2014 година. Во насока на овозможување и унапредување на пристојната работа на работниците се и последните мерки кои што ги реализира владата на Република Македонија, односно како зголемувањето на платите во државната и јавната администрација во изминатиот период, така и зголемувањето на платите во јавната и државната администрација за 5% од наредната 2014 година, од октомври 2014 година. Исто така, тука и обезбедувањето на дополнително 1600 вработувања за граѓани кои што се наоѓаат во социјален ризик, во најтешка состојба, оглас кој што се финализираше во текот на вчерашниот ден. Светскиот ден за пристојна работа денеска го одбележуваат синдикатите во речиси 100 земји во светот.
Оваа година големата саимско-продажна манифестација која ја организира општина Карпош, Ем умеам, ем можам, се одржа во саботата на платото пред Скопје Сити Мол, со цел да се обединат два големи поводи. Првиот роден ден на најголемиот трговски центар во земјава, кој е лоциран токму во Карпош, и традиционалната манифестација на општина Карпош. Посетителите од Карпош, Скопје и цела Македонија на околу 40 општински штандови со изложувачи од малите и средните предпријатија се забавуваа со целодневната програма што ја подготви општина Карпош. Музички настап остварија диџеј Васе, Илија Кикиритков и Ане Опашинов, Саши и пријателите и диџеј Дела. Вистинско загревање за насобраната публика пред концертот на Петар Грашо беше настапот на нашата поп звезда Александар Тарабунов. Целодневната манифестација ја крунисаа големиот концерт на хрватската музичка звезда Петар Грашо, кој со многу љубов и професионалност цели 2 часа ја забавуваше илјадната публика на платото пред Скопје Сити Мол и пред изложбените штандови на општина Карпош. Многу светла, познати рефрени и играње беше големата журка на Карпош, кој случајност сакаше да биде дел од големата бела ноќ на Скопје. Почитувани пријатели, прославуваме 11 години од нашата манифестација Ем умеам, ем можам. Се надевам дека денешниот ден им овозможи на голем дел од учесниците во оваа наша манифестација да склучат нови сделки и се разбира да ги презентираат своите производи пред граѓаните. Исто така ја користам оваа прилика да го честитам првиот роден ден на трговскиот центар Скопје Сити Мол и да им му посакам во иднина да стане најдобриот трговски центар на Балканот. Со овие зборови општинскиот татко на Карпош Стефчо Јакимовски ја заврши најголемата саемско продажна манифестација на општината која традиционално се одржува во Карпош. Поемата Азбукословецот со поднаслов Во слава на Свети Климент Премудриот, кој посеа житница на неграмотна нива и кој со песна ги допира звездите, е добитник на овогодинешната награда Григор Прличев. Прилог на Елизабета Дамјановска. Азбукословецот под шифра Азбуки, поема од 1110 стихови, ја доби наградата Григор Прличев за најдобра необјавена поема на македонски литературен јазик за 2013 година во конкуренција на 19 поеми. Милован Стефановски, председател на тричленото жири, денеска уверуваше дека станува збор за поема која со сигурност ќе заземе едно од најзначајните места во македонскиот поетски трезор, додавајќи дека токму Азбукословецот најмногу го заслужува толку посакуваниот вредносен печат, што го означува прличевскиот дух на пеење. Поемата Азбукословецот со поднаслов Во слава на Свети Климент Премудриот, кој посеа житница на неграмотна нива и кој со песна ги допират звездите, е кохерентна целина на исклучително стамен пев, составен од 1110 стихови поделени на 3 дела. Овој пат со наградената поема добиваме дело за кое речиси со сигурност може да се предвиди дека ќе заземе едно од најзначајните места во македонскиот поетски трезор. Очигледно е дека се работи за опитен автор, за зналец и особено за поет кој не само што покажува дека располага со богат лексички фонд, туку и докажува дека има дарба, токму вистинските зборови, може умешно да ги вгради во трпеливо обликувани, во маестрално избрусени стихови. Авторот се уште останува анонимен, неговото име ќе биде соопштено откако самиот ќе се пријави. Со одбележувањето на 1150 годишнината од словенската писменост, само се збогатува впечатокот дека успешно се продолжува книжевната традиција на големиот македонски поет Григор Прличев, потенцираше Стефановски. Во најтесен избор за наградата биле и поемите Сенка на векот, Седмиот ден, Лудобилје и Цветот од Белица. Наградата Григор Прличев ќе биде врачена на 5 февруари 2014 година во рамки на Прличевите беседи во Охрид. Дека со заедничка и координирана акција може да се постигнат завидни резултати и дека е потребно конечно да се тргне илузијата дека отпадот ќе исчезне сам по себе, беше главната порака на големата национална кампања Македонија без отпад 2013, која во саботата втора година поред се спроведуваше на територијата на целата држава.
Централниот настан се одржа во Скопје, а се чистеше дивата депонија под железничката пруга на улица 3 Македонска бригада во населбата Пролет. На настанот присуствуваа и министерот и заменик министерот за животна средина и просторно планирање Абдулаким Адеми и Стево Темелковски, градоначалниците на град Скопје и општина Аеродром Коце Трејановски и Ивица Конески, а поддршка дадоа и представници од кабинетот на председателот Иванов, представници на дипломатскиот кор и пратеничките групи. Техничката поддршка со механизација ја обезбеди градот Скопје со своите служби, јавното предпријатие Улици и патишта, јавното предпријатие Комуналес и јавното предпријатие Паркови и зеленило. Акцијата за чистење која се спроведе во речиси сите локални самоуправи на целата територија на државата преку конкретни акции, едукативни работилници и промоции на здравите и пријателски за животна средина начини за однесување и постапување со отпадот, според министерот Адеми, треба да продолжат во текот на целата година како единствен начин за постигнување на вистински резултати и трајно бришење на грдата слика на расфрланиот отпад. Според заменик министерот Темелковски, кој што беше задолжен за координација на оперативниот дел од акцијата, првичните предупредувања се дека со акцијата ќе се расчисти околу 21.000 метри кубни и околу 8.000 тони отпад на вкупно 338 локации во 70 општини во Македонија. Покрај општините и нивните комунални предпријатија во активностите се вклучија и околу 70 на училишта со преку 3700 ученици, добар број на невладини организации, повеќе институции, организации и компании кои меѓу и регионалниот центар за животна средина во Македонија, компанијата Пакомак, Плактекс, Црвен крст на Македонија, волонтери, Медија Принт Македонија и друго. Исто така имаше и активно вклучување и на представници на членовите на координативното тело, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, Генерален штаб на армијата на Република Македонија, Министерството за образование и наука, ЗЕЛС, Министерството за локална самоуправа, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за здравство и други. Пакомак ја потврди соработката и со 6-та општина Ѓорче Петров и училиштето Мирче Ацев на денот кога во цела Македонија беше спроведена акцијата Македонија без отпад 2013. Како што известуваат од Пакомак, продолжуваат и понатаму со соработката со училиштата, а во моментов тие соработуваат со преку 30.000 ученици во 6 општини во Скопје. Денес нашето училиште Мирче Ацев започна соработка со реномираната фирма Пакомак за рециклажа на пластични шишиња и во текот на цела учебна година ќе трае акција со тоа што ние со нашите пластични шишиња што ги донираме до фирмата Пакомак, фирмата Пакомак нас ќе донира течен сапун и плюс одредени награди за најдобрите одделенија, најдобрите наставници и најдобрите ученици индивидуално. Продолжуваме понатаму да собираме пластичен отпад, да донираме хигиенски средства во училиштата и да влијаеме едукативно врз децата за селективното собирање на отпад и придобивките од неговото рециклирање. Значи Пакомак продолжува да ја реализира својата мисија и понатаму. Хабитат Македонија денеска го одбележа Светскиот ден на Хабитат со изложба на фотографии на тема енергетска ефикасност во секторот домување. Фотографиите илустрираат активности од заедничкиот проект на УСАИД и Хабитат Македонија за енергетска ефикасност. Сдруженијето за хумано домување Хабитат Македонија денеска во Скопје Сити Мол со фотографии на тема енергетската ефикасност во секторот домување го одбележа Светскиот ден на Хабитат. Фотографиите илустрираат активности од заедничкиот проект на УСАИД и Хабитат Македонија за енергетска ефикасност, како и од активностите на волонтери од целиот свет за обезбедување енергетска ефикасност на домовите на семејствата со ниски примања, лица со посебни потреби и други ранливи групи. Главното наше мото е едноставни, пристојни и достапни домови за секој жител. Инаку овој ден, денеска го посветивме на енергетската ефикасност, една од носечките проекти во нашата програма, во нашето програмско портфолио. Во соработка и со локалните самоуправи се работи на реновирање на колективната стамбена зграда, поправка на прозорци и врати, нивна замена и поправка на фасадата.
има голем интерес кај граѓаните, посебно кај оние кои што живеат во згради изградени во 60-тите и 70-тите години. Проблем во нивното ангажирање е можеби нивното меѓусебно организирање внатре во рамките на заедницата на сопственици на станари, што ние и преку проектот сакаме да го промовираме и да им укажеме на граѓаните дека мора тие да се организираат самите за да може да имаат и поквалитетно живење. Македонија се приближува до повисоко развиените земји, а потрошувачката на енергија во домаќинствата е речиси 45% од вкупната потрошувачка на енергија во Македонија. Само 8% од домаќинствата имаат пристап до централното грејење, 82% имаат водоснабдување, а 60% од населението е приклучено на канализационата мрежа. Она што Хабитат Македонија сака да го постигне со проектот кој денеска беше промовиран и од фотографиите кои можеа да се погледнат, е реновирање на колективните стамбени згради. Проектот се спроведува во соработка со локалните самоуправи, а се работи на реновирање на фасадите на стамбените објекти, како и промена на прозорците и вратите. Во рамките на овој проект досега се реновирани 11 стамбени згради во општините Куманово, Карпош, Тетово. Во моментов се работи во општините Струмица и Кавадарци, а следната фаза ќе се спроведува во општините Прилеп и Струга. Од ноќеска на полноќ се намалуваат цените на нафтените деривати во просек за 2,79%. Регулаторната комисија за енергетика ги одреди малопродажните цени на нафтените деривати. Малопродажните цени на Евросупер БС 95, Евросупер БС 98 се намалуваат за 1,50 денари за литар. Со тоа новата цена на Евросупер БС 95 ќе изнесува 78 денари за литар, додека цената на Евросупер БС 98 ќе изнесува 79,50 денари за литар. Малопродажната цена на Евродизелот се намалува за 2 денари за литар и со тоа цената на Евродизелот ќе биде 69,50 денари за литар. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство се намалува за 2,50 денари за литар, со што таа изнесува 58 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот се намалува за 1,278 денари за килограм и со тоа цената на М1 изнесува 40,949 денари за килограм. Џоковиќ ја одбрани титулата во Пекинг против Надал и од денеска е втор светски тениски рекорд. Ова и останатите вести од спортот ги гледате после рекламите.